ime i nova На нашата музичка сцена имаме навистина извонредни вокали, а во продолжение има можност да се дружам со две наши музички естрадни звезди, слободно можам да кажам, со оглед на тоа што и двајцата се исклучителни вокали, уметници кои што се посветени на својата професија и кои што се препознаени како квалитет не само кај нас, туку и надвор од нашата земја. Во друштво сум со Горан Наумовски и Јана Петановска, а повод за нашата денешна дружба е нивното неодамнешно гостување во соседна Србија во Белград, каде што има можност и да настапат, а мене тоа ми беше провокација, инспирација да седнеме пред камерата на телевизија Алфа и да слушнеме за впечатоците што ги донесовте од таму. Како си поминавте? Еве од моја страна како придружба на Ана, значи не настапував јас, можам да кажам дека многу го поминавме, одличен концепт. Мислам дека и гледачите ќе имаат можност да видат некој клип од настапот на Ана во Белград. Убаво пречекани, сместени, значи тој логистичкиот дел одлично изработен, музичкиот дел, така да едно убаво позитивно искуство. Мислам дека Ана повеќе може да каже во однос на незините впечатоци како поминала таму. Ана, кои се твоите впечатоци од ова гостување? Еве имаше таму десна рака, некој што е поискусен на нашата сцена и на естрадата, некој што ти правеше друштво, те бодреше, што сигурно е многу значајно кога се оди надвор, но впрочем ти имаш искуство од многу настапи на музички фестивали надвор на кои што си добивала и награди, а еве не престануваат да стасуваат покани и за гостување од овој тип како што беше ова во Белград. Каде всушност беше гостувањето и што се случуваше? Така, гостувањето беше пред се, значи баш во центарот на Белград, при фактички во организација на нивната радиотелевизија Србија. Значи програмата ја организира исклучиво РТС, истите, и фактички е дел од нивната и телевизиска програма и радиопрограма, која што се вика Джез петком у клубу, и беше по повод, значи некој да речеме, некоја нивна сцена од прилика и во однос на нивни некои материјали джез, значи од джез светот исклучиво. Имплементиравме некои материјали, да речам, и од македонското тло наше, од нивното тло, од светските джез хитови, и беше едно overall, како викаат, значи се беше едно стварно многу убаво искуство, како што Горан кажа, имавме прекрасен пречек, навистина онака баш логистички прекрасно испланирано, многу убави луѓе беа, факт, мислам, се навистина и организаторите имавме шанса ете да ги запознаеме повеќе во текот на тие денови. Навистина беше преубаво, они се многу, нешто што ми остави многу најсилен впечаток, мислам, што дел од нив, што ги имавме шанса да ги упознаеме малку подобро, ми беше толку убаво колку живеат за музиката, колку им беше го работеа проектот со љубов и просто им се гледаше дека фактички тоа ги движи, дека всушност нема нормално, не се и кај нив некои работи се и финансиски ограничени на економски план и слично, тие логистики нормално си се нивни исто како што и ние имаме некои проблематики тука, меѓутоа беше многу свежо да се види колку им држи желбата за проткајување на музиката се повеќе и повеќе. Ми беше многу драго и нив некако и од нив почувствував многу амбиција, некако што ми беше дополнително така среќа на душата што толку убаво не пречека и толку им беше некако има елан да соработуваат со нас, што ми беше особено драго. Тоа се некои вака генерални впечатоци, а во однос на мислам придружбата секако дека немаше да биде исто искуството во никој случај. Најголемата поддршка е да имаш некој со тебе кој што ќе ги едноставно не само што е тука за тебе како морална поддршка, туку и Горан беше човекот кој што така едноставно ми ги знае границите, се знаеме многу добро меѓу себе, имаме некоја посебна блискост каде што не дозволува, баш заштитнички е многу настроен према мене, не дозволува да ми ги пречекорат границите кои што се уште за еден млад пеач, јас на пример со кој што се уште се справувам поставувајќи ги,
и значеше премногу во секој случај, беше едно многу позитивно искуство. Јас лично поминав преубаво. Твојот глас, твојот вокал е толку моќен и толку впечатлив кога ќе те видиме на сцена, што занемува публиката во салата, целата концентрација е фокусирана на тебе и секогаш твоите настапи завршуваат со громогласни аплаузи. Едноставно не само што си исклучителен вокал, туку го имаш и оној фактор што ја магепсува дополнително публиката и тоа е нешто што на вистина ни е потребно на нашата сцена и го немаме одамна видено. Колку тоа ти помага и колку си свесна всушност дека ги поседуваш сите овие квалитети во исто време, колку тоа ти помага кога си на сцена со поискусни музичари, затоа што си имала можност да настапуваш со веќе докажани звезди кои што се со децении на нашата кариера. Многу добро прашање. Прекрасно, да, прекрасно прашање, многу исцрпно. Па вака, секој за се во животот, јас мислам дека треба да си го носи афинитетот со многу самодоверба, со оптимална самодоверба, еве да речам. Значи самодоверба во вистинска смисла на зборот. Значи според мене техниката е секогаш да гледам да ја завршам многу најпрофесионално својата работа, не само што од технички аспект, кои едноставно во пределот на дали сум свесна, не сум свесна дека нешто има, дека тоа го поседувам, дека е дар на вистина што треба многу одговорно да се негува, заради тоа што се повеќе и повеќе некако да не звучи ова на вистина нескромно, најискрено си го кажувам, сватив последниве неколку искуства, мислам последниве неколку години со тие некои скромни искуства и надвори тука, дека тоа е некаква реткост, исто така како што луѓето тоа го некако го кажуваат, барем имам таков фидбек. И навистина ми е колку што ми е некако драго за тоа, затоа што е многу човечки е да се чувствуваш посебен за некои работи, леле, еве, јас сум тука нели во однос на пеењево, луѓето имаат многу позитивна слика за мене, им делувам така на луѓето и тоа е прекрасно, меѓутоа не оставам до крај некој простор за да практично да го имам тоа мислење долго кога станува збор за пеењето, затоа што секогаш како баш на Горан му кажувам, некако да се чувствувам како да се прави мовет за трето лице, како да не е за мене, како да е за некоја персона плюс. А во однос на искуствата со другите, јас секогаш многу се радувам кога имам искуство со луѓе и од странство и од тука со кои што секако посебно е искуството со луѓе кои што веќе сме имале соработки и ми се драги, меѓутоа со новите луѓе и со новите соработки, особено од странство, е многу едно убаво искуство и гледам се што можам, не само што нели во пределот на пеењето да се заврши супер и да се препуштам и на емоцијата и на практично на целото сценарио кое што го захтева приликата, но и да сум свесна во моментот, да сум свесна за соработката, за меѓучовечкиот однос, да се научи нешто ново, не опортунистички и користолюбиво, туку просто да многу ми е драго кога сум околу такви луѓе, бидејќи и работната етика се засилува, се едноставно има една атмосфера на здрава компетентност. Секогаш е многу убаво и добро дојден. Колку искуството од Горан, бидејќи сте многу добри пријатели и соработници, ти помага во сета работа? Многу, во секој случај многу, затоа што Горан има и долго време, нели веќе и години на музичката сцена и со соработки и со своји авторски материјали, со своји соработки лични, а и со други и наши музичари, композитори, инструменталисти и слично од нашата сцена и од пошироко. И премногу во логистичкиот дел помага, премногу во моралната поддршка дел помага, но најмногу можам да кажам, еве, затоа што како карактери можеби така си парираме, јас сум многу често самокритична прилично и многу често имам не само во аспект на самокритичност, туку имам можда многу субјективни слики за приликите и секогаш е тука да ме буцне, да речам, малку објективната слика практично да ми ја доближи повеќе баш заради тоа искуство, затоа што сликата е секогаш поширока, има секако многу моменти кои што јас не сум ги искусила, тој ги искусил во дадена прилика и време. Премногу помага да е некој тука и од логистички аспект, како да се поставиш, тоа е исто еден огромен момент, како да се поставиш, како да пристапиш,
како да го одржуваш, тоа најмногу исто премногу ми значи, мислам, едно од нештата, како да го одржуваш квалитетот, да си сепак свој, затоа што тој е самиот пример за таквото дејствување, дека треба да се биде автентичен, треба да се држиш до твојот афинитет и дека е добро дојдено, за разлика, можам да кажам дека од многу аспекти и од нашата сцена, каде што, имало прилики каде што некој се споредува, некој пристапува со зависти, со X од X причини, како секогаш да се остане и приземен и како да не се парира на тие прилики, односно секогаш да се стремиш кон некоја собствена работна етика за да просперираш понатаму. Горан, Ана, ја испрашав доста. Морам да дополнам тука само дел. И Ана ми е еден вид на голема поддршка, значи една свежа енергија, едно враќање на она љубов спрема пењето, спрема музиката, така да тоа е обострано. Некако се смеевме, баш викам, јас сум како оној родителот, знаеш, амбицииве своји преку своето дете што ги исполнува, се радувам за успехот на Ана и за било кој успех. Во право е Ана, да, постои голема суета на естрадата и генерално во уметноста има многу суетни личности, меѓутоа вистинскиот квалитет секој се препознава. Ана, кога имавме први настапи заеднички, имаше 17 години, мислам дека воопшто не беше свесна каде е, во однос на изведба, во однос на таа емоција што ја дава. Значи, ја не можев да разберам како едно девојче од 17 години може така емотивно да доживее некоја песна која што е, не знам, светски евергрин. И имало моменти каде што викам, Ана, како да сме во исто време растени. Значи, ја воопшто не чувствувам па ни она разлика во годините. Така да, многу е убаво кога имаш љубов спрема музиката и едно вистинско чувство и кога си автентичен, како што спомна Ана, и тоа го има, мислам дека тоа е најголемиот печат кој што не остава никого рамнодушен. Што викам вака со пријатели, знаете, тоа е дете што се раѓа еднаш на 30 години. Така да верувам дека ќе постигне многу голема кариера и ќе си остане она што е. А што се случува на музички план кај тебе? Дали ти подготвуваш нешто ново и дали наскоро ќе можеме да уживаме во некој твој нов производ? Еве сега во моментов ќе биде промоција на видеозаписот за песната Остани тука, која што беше дел од проект на кој што бевме заедно со Ана. Има најава дека тој проект би одел и во Хрватска наскоро. Има уште 3 песни кои што треба да се промовираат и баш се пошегував со новинари, викам, ми недостига еден тип на промоција, вака да се собереме сите како на времето, буквално да се подружиме во ова време на дигитално општество. Мислам дека малку ни недостига онај човечка интеракција во живо, така да можно и да најавам една промоција каде што ќе се собереме новинарите и тие нови 4 песни ќе бидат промовирани во живо. Едва и чекаме да дојде и таков момент. Јас на двајцата ви благодарам за одвоеното време, одличен тандем сте, продолжете така, а ние ќе продолжиме да ги следиме вашите активности и со задоволство да ги споделуваме со публиката. Благодариме. Ирена, навистина и за шансата да ги представиме овие работи, плюс дека да се пофалиме дека бевме во Белград и за тоа искуство, ти благодариме на шансата тебе. Ми беше задоволство. Che gradam dvora, tišina i spokoj, tak ima nebo, što svetlina ke daj za nas, počuve život i nema kraj. I ne